Ниту пандемијата, ниту економската криза во државата не е проблем да се купат 3 джипа за Дрисла кои чинат 2 милиони денари. Шилегов објаснува дека било неопходно за гости, ама пред се да се возеле новинарите кога требало да им се презентира реонот на Дрисла. Прашањето е колку често досега Шилегов ги возал некаде новинарите и зошто баш сега одеднаш треба превозно средство и тоа ни помалку ни повеќе за медиумските работници. Може би под гости се подразбираат, да речеме, и новинарските екипи. Јас ќе бидам многу среќен да направиме увид заеднички, да се повозиме со постојниот возен парк, тоа се лади ниви стари по 30 години, јас вчера ги општев со јавноста и тоа се гостите кои што би можеле додат. Со доза на подсмев, дури во обид да ги натера новинарите да се почувствуваат лошо, што воопшто се осудиле да прашаат за джипот. Градоначалникот смета дека било иронично да се коментирале така наречените теренски возила и побрза да каже дека чинеле 1/3 од парите кои претходниот директор го набавил автомобилот. Иако сега во него секојдневно се вози актуелниот Начевски. Набавката на 3 теренски возила во буџетската ставка и во планот за јавни набавки на Дрисла изнесува 2 милиони денари, што е 1/3 од парите кои што претходно Дрисла ги дала за Мерцедесот на поранешниот директор на Дрисла. Советничката група на ВМРО ДПМН од град Скопје втор ден го повикува Шилегов да и се извини на јавноста. Велат Начевски во неделата тврдеше дека нема да се купуваат джипови. Наместо Шилегов да праќа разгледници и фотографии, главната дилема е зошто ја лажеше јавноста дека нема да се купат службени джипови. Не е прашањето каква е состојбата сега и каков автомобил вози директорот, туку зошто криеа и лажеа дека се набавуваат 3 джипа. Ако имало било што криминално во работењето на Дрисла, Шилегов 2 години е градоначалник, а централната власт во државата е неговата партија и Зоран Заев. Во плејадата од иронични објаснувања во кои ги смести медиумите како оправдување за трошењето пари во време на пандемија, Шилегов не кажа, на пример, зошто тие пари не се инјектираат во државната каса за помош на COVID-19.